Што за вас представува слобода на изразување и слобода на медиумите? За мене лично како новинар, слободата на изразување и слобода на медиумите е барем во овој 21 век нешто што не треба човек да се бори како основно човеково право. Меѓутоа, кај нас во Македонија состојбата е сосема поинаква. Не зборувам само за овој момент, за овој реален момент сега 2018 година, туку зборувам наназад 25-6 години уназад од кога Македонија е самостојна. А зошто? Заради тоа што основниот проблем за слободата на медиумите, ако разговараме, е начинот на финансирање на медиумите. Ова го говорам и од позиција на оснивач на најмладиот медиум во регионот на Пелагонија, тоа е Радио Пела. А и од позиција, ако зборувам на новинар, значи тоа е основната пречка заради која што јас сметам дека нема доволна слобода и на изразување и слобода на медиумите. Тоа еднаш за секогаш финансирањето треба во Македонија да се реши. Тоа е основната пречка заради која што и досега сите медиуми кои што започнаа со работа или прекинаа со работа беше проблем и уште е проблем за жал. Дали вие или вашите медиумите во кои сте работеле во текот на годините некогаш сте се соочиле со притисоци од бизнес или политичките центри на моќ и како сте се справиле со нив? Секогаш имало притисоци и секогаш ќе има притисоци. Во однос на тоа справувањето, мислам дека зависи лично од новинарот. А кога станува збор за собственикот на медиумот, зависи како ќе се постави. Дали тоа знае да го искористи во наводници или пак не. Новинарот секогаш има, заради личната определба од професијата, можност да го избегне притисокот, меѓутоа тој притисок сепак ќе падне на некој, како товар на некој друг грб, на негов колега. Секогаш ќе има притисоци, но останува лично на оној што работи во оваа наша професија сам да се избори да ги надмине. И тоа е една од причините и еден од проблемите заради кои што во Македонија многу малку се говори, зборувам во сферата на медиумите. Ние новинарите треба да се избориме заеднички да се справуваме со притисоците. Не знам како тоа ќе биде, меѓутоа тука е Издруженијето на новинарите кое што на некој начин треба да се грижи за остварување на нашите права. Што се е потребно за да дојдеме до моментот кога можеме да зборуваме за слободни медиуми и што се е потребно за да ја заштитиме и одбраниме таа слобода? Потребна е подобра организација и на локално ниво, пред се на локално ниво, а понатаму и на државно ниво, од страна на новинарите, од страна на собствениците на медиумите, да се избориме самите ние и како собственици на медиуми и како новинари за правата кои што нам ни припаѓаат. Пред се слободата на изразувањето, слободата за критика, слободата на говор. Пак ќе речам, организацијата пред се и ние да вршиме притисок за државата да ги постави систематски работите на свое место.